Па некогаш мора да струшиш се за да изградиш нешто совршено. После месеци работа на структурата на футурила апликацијата, сватив дека не е квалитетот што го бараме. А затоа решивме да ја градиме од почеток. Бидејќи ако сакаш да изградиш нешто совршено, не смее да има компромиси. Добро што стигна прва нарачка у Бугарија. Само Пикселов не знам зашо не ја фатил. Дај му време. Му треба време малце. Да прави ќе го преправа 3 пати. Чекај, нека ја пркнеме. И патлиџанот што никне за 2 недели, 2 недели му треба, не може одма инстант. Боже, полека, стрпи се. Не, ама сега може и периодов е малце потака, ама чисто да видиме за тест. Да, види, да се разбереме, се смени времето кога иде луѓето на одмори по 2-3 недели. Идат на викенди. Е, уште една нарачка. Ете така, идлија, со среќа. Од кај нас или од бугарите? Не, од тука. Подобри сме. Не знам дали, ама не можам сега и Германија да ја тестирам исто време, ќе... Шо се теси некој апдейт? Полека, бе, девојка. Еве лайф има неколку. Не, мора да се пробие. Сега, колку е саат? Не, ама добро, ова е од вчера пуштена кампања само. Треба време за да фати информации Пикселот и да видам се со фулфилментов. Дали тоа интеграцијата одма иде кај нив кој што треба да иде. Мислам, треба да е така, ама немам информација. Сега е тоа отворам у моментов да идам, пошто нарачкава е сега пред 40 минути. Одма треба да има. Па, они само некој API ставија и ја на тоа не гледам ништо. Само у панелот се го отворам дешбордов да идам. Мада и тој им багува помалце. Нивниот. И нас ни багува поправаме. Не, ние добро. Од горе саме. Не, ама среќа што ја почнавме од почетокот што треба апликацијава, дека окей што ја направивме на првото со плагини со све и функционираше, ама не е тоа. Сега мислам дека ова што ми го пушти како изгледа со кодов директно на сервер, дека е сосема друг левел на апликација, пошто има и white label апликација да ставиш да се смениш бои да оваква. Вака, оваа апликација е направена според побарување и според наша систематизација. Што подразбира тоа што го гледаш? Тоа подразбира дека структурата е направена од нас. Ние сакаме во апликацијата на клиентите освен вежбање, да им дадеме да може да се купуваат производи со попус, сакаме да им дадеме рецепти, сакаме да им дадеме начин на живот и се она понатака што. И тоа е многу битно со loyalty за да имаат како бонови по ресторани што ќе направиме со работа. Тоа е понатака и да има можност самата апликација да има екстензија, тоест надградба. Ако ти ја купиш готова, тоа е готова завршена работа. Тука веќе немаш надградба и надградбата некој нешто правил, појма нема што правил и како го направил. Ова си го правиш сам, како сакаш така го правиш, оставаш у база место, оставаш као зграда која градам, си оставам за трегерите, за стубовите, јас место си ја врзувам за друга и фала пријатно. Тоа е предноста, огромна. Втора работа. Ние ако е апликација, ние сме на ниво на MIDI или макси апликација. Зошто? Затоа што секоја апликација само по себе подразбира една услуга што ти ја дава. Ти веќе даваш 3-4 услуги у исто време. Во нашата апликација ќе има правење на тимови со вежбите што ќе ги ставиш ти. Тоа значи дека Перо и Гюро, Агим и Чеху сакаат да си вежбаат, дал се колеги, дал се браќа, дал се пријатели. Кој докаде тоа е добро за фирмите што сакаат да ги фатим. Да си чатуваат меѓу себе. Ки имаат чат преку апликацијата? Да, сега одма? Сега одма од старт све ки имаат. Мислев да иде у втора верзија, ама веќе кога. Па не, нема пошто секако сега не фаќаме тоа ланч ќе биде у септември. Ако е 90% готова, ја фатила у дешборд нарачкава. Ја мора да ја фатила со апито, да. И ќе ти каже преку кого. Ова е у Благоевград, па можеме ние да му... Да. Сега палиме колата и ќе му... Тој е наш бе, не знае. Не е наш. Наш е Благоевград. Не знае. Само знаеш што ме нервира? Да. Си ја фатила, бе.
Добар им е дешбордов изгледа. Се смири душичка. Вере, мајко. Со спиди утре ќе му стигне 24 сати. Ајде. Абе, морам да видам системот да функционира. Брата му и бица рад да си видам. Не ради друго ме префаќа од тебе. Си тргнав да правам нешто, ќе правиме муавет, ќе додадам и на крај до кај си. Што до кај сум пута 500 Стигнав, нели? Неки има, тоа ше смислено чисто. Тоа што го гледаше. Абе, дали ставив телефони да мора да оставаат, бе? Чекај, тоа да е... Ама сигурно сум ставил. Не гледај да му пишеме мейл. Обаче... Не би има, како нема. Како не сум ставил? Сега види. Нешто што у апликацијата ќе го имаш. Онот кој ќе се најави со юзернейм и пасворд. Иде во негов профил каде што дава висина, дебелина, тежина, сака заслабење. Во која група си ја бира. Се што му е според неговиот профил од интерес што ќе го исклика, преко админ панел ќе му излага. Дали е тоа јадење, дали е тоа суплемент, како препорака. Дали ќе го земе или нема да го земе, тоа е веќе друга работа. Препорака за начин на живот. Вежбање. Може да вежба во тим, може да вежба сам, може да се чатуваат унатре, како што Чекај, што значи вежбање у тим? Имавме ли ние на рамките ВУП, имаш тим, гледаш кој до кај стигнал. И сега ти... И он ќе гледа, пример, тренингот денес другар му до кај и колку програми заврши. Да. Тоа како игра, тоа ми се свиѓа, таа психологија, да е вежбањето како игра. Зашто лојалити клубот еден тип се става унатре? Ти Google и iPhone и iOS дигиталниот дел ти го наплаќаат. Се што е од физички дел, производи, си е со Shopify. Тоа си оди со Shopify е кај нас. Ако иде преку нив, тоа ќе биде поскапо за клиентите, поспоро. А за да клиентот има бенефит, понатака сето тоа што сме го збореле, дали ќе има јадење у ресторан, дали ќе производите, дали следниот пат да си купи со попуст нешто или било што. Оно целиот промет што го прави, си има бодови кои може да ги употреби за купување на услугите што не. Тоа може да треба, чим ќе биде готова, да исконтактираме неколку ресторани тука и за попуст да си имаат бона што сакавме на почетокот. Јас подобро би одел на нешто друго што го разговаравме, мислам дека сме спремни за тоа. Место попусти да имаат као ланчови да им даваме. Види, ние сега со логистичкиот дел малце закочивме, не фати лето, се насочивме нова. Не може да се стигне на сите страни дефинитивно затоа што ги нема. Ама замисли од септември дека со дечкиве што правевме муавет за готови јадења, за доручек, ручек, вечера. Што правевме муавет за маркетот. Дали зеленчуци, дали овошја или апетисани органски. Да бе, сите основните продукти. Основните продукти. Дури... Не, прво мора продуктите да ја направиме за магазин, па после се као мил преп тие јадење и такви работи според диета. Ти на рецептите што ги има, според рецептите можеш на некој да му даде слушај препорачана диета, според рецептите што се унатре и сам да си ги прави, да му каже сега ова да си го готвиш ова, ако сака. Види, јас сакам сега да завршам со малце со работија, да идеме што се деша, пошто со лендинг страни и со све мамата ми себа и да ги земеме се производи утре за утре преку кога ќе идеме. Ќе идеме од Булгаристан. И во столица. И како се вика, и да летово да снимам уште 3-4 програми. За уствари да има, баш да има и за утеретана, и за без опрема ко со ластиците, и со кетелбел, со све има. Цело лето да снимам програми. Футурива, апликацијата на Футурива нема да биде само за вежбање, но ќе биде апликација условно кажано за животен стил. Што јадеш, што пиеш, како сакаш однесува за да бидеш како што треба. Затоа што понатака планираме да пуштиме програмата за анти-ејджинг. Тоа одговара. Некој ќе му треба, некој сака, некој не ќе. Веќе тоа машки, женски поново нема, не знаеме кои се машки, не знаеме кои се женски, појма немаш кој што ти нарачува. Втора работа. Производите како сурови, ако јас имам рецепт, и од тој рецепт ми требаат одредени производи, ја можам да речам, овие производи сакам да си ги купам од продавници, некој да ми ги донесе дома да си го сготви ручек. Јадењето.
што му ја даваш рецепт. А чекај, ти уствари продуктите ќе ставиме како продавница посебно на вебсајтот као маркет, као колекции што се оние суплементи. Маркет и да може директно од апликација. И он кога ќе рече овој рецепт ми се свига, сакам да набавам производи за тоа, све што му треба тие производи. А чекај малце, си видел за пријавување на Apple и на Google? Да. 25 евра ни е направено и тоа. 25 евра ни е на Google. А Непал е 200 годишно, мислам. Не, 100. До 1 милион обрт, тоа на сите кај нас што работат, да знаат, е убаво. Посебно, пази, и Apple и Google, дури и на обичниве деца, на овие што ни се и нас работници, ако сака да си прават, може. Со тоа што ние идеме преку европската фирма, каде што е 10 пати полесно и одма ти ги одобруваат. Македонија може. Да, одма ги најдов она за документи фирмата, нели мора у тој регистарот у Германија да има. Така е. Евротраст. Така да $100 ни е за 25 на Google Play, $100 ти е годишно на iOS, со тоа што 15% е до 1 милион интерес нивни, над 1 милион 30% од услугата ти ја зимаат они, ако ти се свига добро, ако не ти се свига па добро, плюс данок на сите плаќаш и така натаму. У превод си вале мајката, оди ти, например, од нешто што го даваш $20, на $20 ќе ти земе 20% надоле, 40%, 30% данок. Чекај, Apple зима 20%? 30. 30%? Apple зима 30 до 1 милион обрт 15. Такви се условите и кога ќе се пријавиш мораш да се пријавиш со истата таа што во Google се пријавуваш, исто ти го дава и со Apple што се пријавуваш, имаш на апликацијата го добиваме пријавување со Gmail, пријавување со Apple. Или имаш на апликацијата освен Gmail директно да се пријавам. И од таму да го чарджали како и да оди поново. Убавината е што е структурата на апликацијата. Понатака во прво време ние му ги даваме производите. Тие производи ќе бидат врзани со суровини, други производи. Така ги викаме сега. Правам овие. Рецептот ми е врзан со купче на производи за тој рецепт. Сакам да си ги купам, так можам да си ги нарачам. Тоа во втората верзија ќе го има. Исто нешто што треба да има внатре и што е предвидено, а тоа е моментално ги има вежбањето, го има маркетот, го има чатот и ги има рецептите. Ние треба да ја пуштиме апликацијава, ја да снимам уште програми и да договориме со тој што ќе го води маркетот и што ќе биде одговорен за сите суровини набавка, што ќе бидат у старт 15 до 20, па после ќе шириме. Да, има една друга работа со дечките што прават готово јадење. Оние рецепти што ги кажуваше ти, тие можат од септември, оние има апликацијата, може да си нарачува доручек со попуст. А и тоа мислиш преку апликацијата? Све преку апликацијата. А да не ги достава наш човек или преку овие Волт Корпа Мрпа? Не, ние имаме наша достава. Па секако логистички центари уствари за Скопје, да. Па не, ама да не се угушиме. Пошто знаеш колку работи се. Тоа е друг сектор, тој сектор си се гради башка, еден со исто, па дали ќе му го дадам на некој друг или ќе биде у башка сектор кај мене, исто ми е, само што кај друг оди најди го. Зашто ти му сеаваш ало доставата, жена нарачала пред 10 дена нарачка за кочани, ние не знаеме кај е нарачката, затоа што тој од кочани бил на одмор, му умрело кучето, бабата или не знам кој, па е испсувало, ти не му се свигала таа што му кажала, а вака не може да испсува кој е твој. Да. Мислам, он ќе испсува. Не, добро, тоа со јадењата е многу добра работа. Втора работа за Скопје. Ние според апликацијата ќе има, значи во апликацијата прво бираш пазар, односно дали си од македонски пазар, дали си од европски пазар, дали си од амерички пазар. Во зависност. Добро, прва Македонија ќе ни биде таргет, пошто мора да поставиме да видиме што како ќе биде. Зборот ми е тој што е во Македонија, тоа што ќе го добие од апликацијата, нема да го добие тој од Америка. Тој што е во Европа, не може да го добие тоа што ќе во Македонија. Зошто? Затоа што прво имаме различни производи, една работа, маркетот работи само за Македонија, јадењето работи само за Македонија. И јадењето, и доручекот и ручекот ќе ти биде одвоен според град во кој што си и адреса. Значи имаме може член во Охрид, нека ми прости, ама достава на доручек Охрид, свежа за 2 сата, не може да му донесеме, па дури да станеме кинези со дронови.
Значи, Да. таа услуга ќе биде... тоа е за Скопје прво. Услугата што е, значи апликација, вака замисли, апликацијава е огромна. А може да има ограничиш сонатра. дека тоа е за Скопје само? Да. Добро. Па после отом потом. Ама не отом потом, у Охрид може имаме друг, тој у Охрид други јадење им носи. Се договараме за Охрид струга со некој Па не 16. може, пошто по рецепти специјални ќе биде. Ама сакам да ти кажам. Не, ама друго. ти може со онакаво полупригод ќе далеку сме од тоа. Ај брат, вака, прашање е просто. Рецептите се За наши. колку време Се договараме- апликација? Не, ништо тоа остаи. Знам на кај идеш, не може така. Може бе друг Не не може. производител, ако Red Bull може 10 фабрики да Не го прават. може, друго е. Апликацијата за колку време мислиш дека може да биде готова да ја пријавиме, за да ја пријавиме пошто од Ние пријавување за пати е 10 дена. Вака се. Според тоа што се случува таму, затоа што има и измени кои навиду мали измени, уствари се долги во време. Мене желба ми беше до 1 јуни, ама желбата е една работа. И јас Прва мислам желба ти дека- беше до 1 мај. Па, Така да реалноста Растам. е. Реалноста, мислам дека до крајот на месецот ќе биде за пријавување направено, со тоа што рачуна дека ти ја оставам тебе барем 15 дена додека ја пријават сите тест фази да ги направиш. Е, Јас па сакам да би, правам. таман летово е да снимам и нас уствари у септември да ни биде ланч. Па ние до 1 јуни... Реален, ние до пошто 1 не можеш ти август- шо у август ќе пуштиме. Добро, ние у август Мислам, тоа можеме ќе да се биде пуштиме. активно, ама зборам од аспект на маркетинг на ова, на она, поише од да. септември да се фати. Не, од 15 август веќе можеме, бидејќи луѓето се враќаат, со фирмите можеме да преговараме. Иначе, зборот ние 15 август мораме да имаме on the fly, да лета. Зборов ми е И следен. тука ја ќе треба тек тоа од кој ќе биде да фатам да снимам програми, пошто тоа програма снимање не е мала работа. Се сложувам, но затоа е смислена да имаш админ панел во кој можеш да снимаш кога сакаш, колку И сакаш. знаеш што е работата? Се има една програма комплетна, завршена, направена. Кога ќе ја ставиме у тестот, кога ќе интегрираме кој што треба програмата, кога ќе видиме тој целиот начин на функционирање, како иде и што Знаеме што иде, ни треба, после е многу лесно за да знам и ја за програмите како да ги насочиме и ќе биде. Али тоа све да го завршиме до крај на јули, Јас мислам дека можам во тест фаза уследни 15 дена да ти ја дадам додека иде у пријавување, ако стигнеме до таму, ако нешто ни фали одма да се смени, мада мислам дека нема што фали бидејќи уше елка и остана да смислам да ја ставам унатре. Муабетот е добро е, секако смеете и да помине некое време, пошто со кодови, модови, ќе има можда заебанци, секако до крај на јули да го имаме да ни е пријавена, за ја август да можам да доснимам, мислам, ја више кога ќе видиме тоа како функционира, ќе почнам да снимам и други програми. Летово ми е план програми да снимам. И ја да снимам уште 2 програми, знаеш што значи тоа 3 програми такви цели, па една програма ти е 2-3 месеци, не е заебанција. Сега да ја пуштиме. Така да мора таргет да не биде у септември да ни е све перфектно. Таа мора да работи затоа што тоа е веќе основата. И кога ќе биде пријавено да седнеме сериозно со тој за магазинот за што ќе води за суровините за јадењата, јајца, патлиџани за набавка, сите работи што уствари ќе ги ставиме у Футурива маркетот. Се е начелно договорено со тоа што му кажа. Не, добро, да, ама кога ќе ја поставиме да седнеме сериозно да се договараме. До 1 август не можеме да стигнеме од сите. Не, све е тоа септември. Да. Тамане сега летово да наштелуваме све кој што треба за у септември да е бомба и само да убацуваме работа.